резултатот кој што го освоивме беше очекуван. Дури жалиме за тоа што немавме дупла круна, бидејќи во малите олимписки игри на регионалното првенство на пенали изгубивме од екипата од Команово, албанската екипа, и тие стана шампиони на државно првенство во мали олимписки игри. Иначе тогаш бевме хендикепирани што немавме играчи кои што беа клучни за таа игра, и иначе наназад 5 години ние сме трети на државното првенство. Сега во надпревари за прв пат во организација на Агенцијата за млади и спорт, училишните спортски клубови освоивме прво место. Немаме пораз, значи имаме над 20 утакмици, само утакмицата во двете првенства што имаме изгубено нерешено, и тоа на пенали. Сите други надпревари беа во наша корист, и тоа со резултат над 5-0. Значи очекуван, и мислам дека и во минатата година кога бевме трети, пак имавме пех со тоа што имавме повредени играчи и не можевме повеќе да постигнеме. Малку невообичаено во една рурална средина девојчињата да сакаат да се занимаваат со фудбал. Тоа пред 5 години го открив јас, тренирајќи ги малите категории од целиот Подгор, децата во Мокриево. И тогаш се појави интерес и неколку девојчиња да доаѓаат на тренинзи. И видов дека има потенцијал во нив, спорт кој што е во подем сега, и размислив дека како водач на женскиот фудбал можам поголеми достигања да постигнам отколку со машките. Бидејќи имав потенцијал, видов имаше пред 5 години играч кој во Македонија немаше равен, сега има повреда голема. Значи тоа беше поттикот да почнам нагло да ги тренирам девојчињата.